Компаниите не се доволно запознати со работата на економските оператори, иако решението за добивањето на овој статус е со подолг временски период на постоење. Присуството на поголем број представници од бизнис секторот кои се воздржаа од изјава пред камера на денешната презентација за работата на економските оператори во Штип го потврдува овој факт. Од друга страна, од Штипската царина, еден од организаторите на презентацијата тврдат, до овој момент 80 економски оператори екзистираат во рамките на работата на царината во Штип. Најголем дел се од текстилната индустрија тука застапени, има дели од машинската индустрија, прехранбената индустрија, преработувачката на месо и други земјоделски производи. Кои се поволности ги нуди институцијата економски оператор? Намален број на контроли од страна на Царинската управа, дали се тоа физички, дали се тоа документарни контроли, најмногу од се взаимното признавање. Взаимното признавање во рамките на ЦЕФТА земјите. Во исто време, денешната презентација за работата на економските оператори е можност и студентите од Универзитетот Гоце Делчев да ги прошират своите знаења од оваа област. Мислам дека е добра прилика да наши студенти изворно се запознаат од оние луѓе кои ги водат царинските процеси во нашата држава. За неполна година, на ниво на држава, само 2 компании се здобија со статусот овластен економски оператор, а 5 други чекаат на листата на потенцијални овластени економски оператори.